Заслужуваме одговори. Под ова мото семејствата на жртвите од пожарот во импровизираната дискотека во Кочани утре на протестен марш, насловен Марш за ангелите, доаѓаат во главниот град. Маршот ќе започне во 12 часот и 5 минути пред јавното обвинителство, ќе продолжи кон градскиот плоштата, ќе заврши пред собранието. Времето символизира задоцнета одговорност и реакција. Мајка на една од жртвите во пожарот протестниот марш го најави на својот Facebook профил. Во повикот меѓу другото стои: "Бараме одговори кои ги заслужуваме за насилната смрт на нашите деца", напиша таа и повика на масовна поддршка од сите граѓани, без политизирање на трагедијата. Ние заслужуваме одговори. Ние не сме познавачи на правото и на законските процедури. И затоа не разбираме како познавачите на правото притвораат па пуштаат. Па свесни ли се дека и онака целосно разнишаната доверба во досегашното институционално работење со фати пушти, без да имаме јасно образложение за таа законска процедура што се создава во нашите мисли, кои и онака се на работ на самоуништување. Бараме одговори кои ги заслужуваме за насилната смрт на нашите деца, да нема забуни, манипулации и политизирање. Родителите на жртвите на последниот нивен марш во Кочани во саботата на 26 април меѓу другото обвинија и дека се соочуваат со притисоци и закани за апсење. На четвртиот протест во Кочани тие побараа одговорност од министерот за внатрешни работи, директорот на Бирото за јавна безбедност и од обвинителството. Во денешниот повик пак е нагласено дека семејствата на трагично загинатите и понатаму ќе бараат одговори за насилната смрт на нивните деца, а за учество на маршот ги повикуваат сите граѓани на Македонија. Инаку во страотниот пожар во така наречената дискотека Пулс, што се случи на 16 март, загинаа 62 млади лица, а околу 200 беа повредени. Според истрагата, пожарот настанал од искри од пиротехнички средства што го запалиле таванот во преполнетиот локал. Досега се осомничени 68 лица.